Ќе ви кажам кои може да бидат членови. Ќе се оспорам. Не се тоа што сасвим зборови, но мислам дека е важно. Почнувајќи од професор Радмила Угринова Скаловска, основач на старословенистика, основач на Одделение за црковнословенски јазик, автор на учебник, најсака наставник, не врзе роман. Одиме понатаму. Да речеме дури и Трајко Стаматовски, иако тој не ги заврши сите негови. Речникот на презимињата на македонците и работата на ревдарнието на ономастика е за пример. Го нема. Одиме понатаму. Лилјана Минова Ѓуркова. Првата синтакса на македонски јазик, првата стилистика на македонскиот јазик. Не врзе, исто така. Може има, не се сите, да речеме, на исто ниво. Коста Пеев. Изворено проучување на македонските јужни диалекти, речници, темелни, информанти ги бараше од Егејска Македонија по Македонија. Не врзе. Петар Атанасов се проучува светот со неговите проучувања за Меглено-Романскиот. Не врзе. Од меѓународните Олга Мишевска-Томич, светски познат лингвист, би била како мене надвор од работен состав, во Џон Бенџамин, во сите најоградни писања. Сите имаат по некои фалинки, се разбери, јас имам, но таа е апсолутно многу позната во цел свет. Не е член. Има уште. Има и ден денеска некои што сега се предлагаат некои членови. Знаете што? Не сакам да се свати ова како некаков напад. Јас високо ја ценам професорот Полица. Највисоко што може. Таа беше единствена која продолжуваше врската со мене додека бе во Австралија. За жал никој друг од Македонија не се интересираше. Меѓутоа, не може да биде представник на македонистиката човек со препишани 30 страници во кои печатните грешки се препишани. И кој објавува книга од Видоевски, таа подпишува со своје име. Тоа е веќе криминал. Јас имав напишано за тоа, но сета почит за неја, затоа што изворен прилог, синтаксата на егејските говори, фантастична работа. Именската фраза, фантастична работа. Секогаш отворена за младите. Меѓутоа, кога дојде до тоа да се примаат, кој одеднаш некој настана некој конфликт. Олга Иванова, угледен ономастичар, сабиете, не се сите тие светски имиња, но нашето ниво е тоа. Каде се тие луѓе? И има и други, сигурно се пропуштени. Има и други. Во институтот што работеа на толковниот речник и слично. Нивото ќе го ледиме тоа. Не може сите да бидат на највисоко ниво. И каде се сега? Ќе дојде некој, кои се вашите македонисти? Мене ми е срам. Лично. Морам да го кажем ова и мислам дека апсолутно кристално чисто го кажем. А јас имам напишено цел напис за тоа и го засочував и реков дека ако продолжите да ја продавате книгата, зашто делот за романски па е полупрепишен од Гон, од Душевскиот говор, ставете лист во кој стои, затоа што до збор 30 страници се препишани. Мене на запад или било каде, ако две реченици имам, па ќе речат нечесно. Јас не се мешам, кој како сака. Но мислам дека ако некој сакал да води, а не е професорка за Тополинска, ние многу на неја очекувавме. Кај се другите? Таа доволно направи. Кај се другите да се изборат за своје место? Не е таа видео. Таа и не мора да биде толку заинтегрирана за тоа. Може има други причини зашто го бирава некој така натаму. Зашто е диалектолог и слично. Кај сме ние? Никаде. И мислам дека е национална срамота. Па замислете некој сега да напише во Бугарија, во Србија не, србијаните се наклонети секогаш. Да напише, во Марко има само еден, и тој се препишан до крајте 30 години ни еден македонист. За жива срамота. Тоа е антимакедонска политика. И никој не се замешал за тоа. Значи тоа е тоа, и уште само малку би кажал за мојот бев во Гора пред една недела, значи ке македонците муслимани на Косово, крв пропукав, затоа што прозборев на српски. Да зборев на англиски уопšte ќе поминат, значи во Призран реклама, тamo е Гора во Горијата, села различни. И
морам да кажам дека традиционалните методи на испитување не функционира. Вас таму ќе ви речат во Призрен македонците муслимани дека се шиптари, дека се албанци. И вие никако не се срамат, се плашат. Исто како што се плашат, не чудно е, еве како по микрокосмос. Албанците во Призрен зборуваат турски, зашто турски е престижен. Турците зборуваат албански, за да не е познат дека се турци. Катастрофа. Македонците муслимани викаат, ми смо горани, или пак шиптари, во Призрен шиптари. И сега како јас дојдов до сознанија за нив? Значи, треба да бидете Джеймс Бонд, балкански. Ке ги најдам на некаде насамо и ке ги чујам дека зборат, ми зборат. После тоа, нити зборат тоа. Толку се плашат од тоа. Ужас. И мене ми се случи, сега малку анекдота, ми влегувам во соба, ми избрка на улица и така натаму. Меѓутоа имав среќа, дојде екипа полициска на македонци муслимани. И ова е нешто најубавото во мојот живот. Може би. И влегуваме во таа полициска кола, одеднаш се пуштаат на македонски. Чист, ама убав, преубав. И зборим и дори погледа пасошот мој, бидејќи ние записник прават, дека не искјачка, не знам што. А вика, Коля Чашове, татко ли? Замислите, полицајци во Призрен знаат кој е Коля Чашове, што викавте вие. Значи следат. Интересно. А кога ги прашате надвор, пред тоа имаше еден многу така пристојно. Ја викам, јас сватив битвот дека ние не смееме да зборим, дека ви сте Хрват, па да, там глума. А многу се итри, значи. За да преживееш во таа криза, треба да бидеш многу итар. Знаете што направи? Тоа го сметам за најубавиот момент во мојот живот. Конфликтот беше околу кафе, не е како, зашто ми избрка, било што. Значи јас паднав уморен, што седев чека полиција, не знам, изгледав многу помлад што мислам. И во собата ми доаѓа еден од полицајците и ми вика и се расплачам се. Еве ви кафе, професоре, еспресо донесено во 3 сати. Значи тој нашол некој, наш македонец, да направи кафе и ми го носи во собата. Ете тоа се македонците муслимани. Накратко. И фактички јас сватив дека ги има многу повеќе од што мислам. Многу повеќе. Она површинското што е тоа со дозвола се декларира. Меѓутоа никогаш нема да знаете колку има. Да речеме, ова село е тука, зад него може да има уште 3 села, за кои вие не знаете. И меѓутоа што им се случува? Со војната во Косово тие се спасуваат со тоа што викаат дека мрво се муслимани, нели? И дека се горани, не се ни македонци, ни срби, не знам што, србите протераме сите срби. И така преживуваат. Меѓутоа, јас хотелот во кој што седев во Брод, а тоа е прекрасно место. Тоа е нешто рај на земјата, како Мачу Пичу во Перу. Преубаво нешто. Водата, не сме заборавиле што е бистра вода. Еден хотел многу убав. Меѓутоа, хотелот е изграден од албанци врз горанска земја. На прекрасно место, значи, дали со сила, со кој пали, како и што е, значи, го зеле. Тука од природата го зима. И мора да разработуваат тактики да се одржуваат. Инаку зборат чисто. Во колата беше тоа, јас мислев. И кој излегав од колата престана. Толку беше. И освен овој што ми рече, професоре кафе. И тоа нема да го заборам никогаш. Мене малку да ги ми давале, а мене тоа кафе компензира за цел живот. И да заклучам, значи, јас едно време да ви кажам, мислев и да си истапам. Меѓутоа, не можеме да бегаме од нашите слабости. Но мислам дека ако академијата не се реформира, ќе се создаде наскоро нова академија, која ќе ги привлече вистинските научници. Ја не знам од другите области како е, за македонистика сум шокиран. Не сум ни мислел доволно на таа тема. А мислам дека ние мораме се да направиме оваа неправда да се поправи, затоа што е срамота. Гледате дали со тебе ги македонисти имаат еден, и тој кило. Така што, јас толку ви кажам, ако може прашање на да. Фала.